Со поставувањето на првите 3 контејнери за селекција на отпад, општина Виница ги направи првите чекори кон глобалната стратегија за здрава и чиста животна средина. Контејнерите се донација од фирмата Екопак Хит од Кучани, која во иднина ќе го собира отпадот од Виница, зашто општината ќе добива соодветен надомест. Денес во Виница заедно со фирмата Екопак поставуваме контејнери кои треба единствена цел ќе биде селекција на отпадот, односно поттикнување на свеста кај нашите граѓани да го селектираат отпадот. Овој селектиран отпад ќе се продава и парите што ќе бидат, односно средствата што ќе бидат соберени на ваков начин ќе се инвестираат повторно во екологија. Ова е зачеток, први кој ќе ја започнат примарната селекција на отпад се училиштата и поголемите фирми. Нема отстапување од тоа, значи со сите европски директиви кои се однесуваат на животната средина, Македонија е задолжена да врши примерна селекција на отпад и да ги намали количините на отпад кои што се исфрлаат на јавните површини. Така да нема враќање назад, мора да одиме напред, да го усовршуваме селектирањето и понатаму рециклирањето на оној отпад кој што може да се рециклира. Кон акцијата Македонија без отпад се приклучи основното училиште Славчо Стојменски. Се уште не врши селекција на отпад, но во план сме набавка на контејнери во кои што учениците сами ќе го вршат селекцијата на отпадот во самото училиште. А средношколците интерно го расчистуваа ѓубрето од дворот и училниците, но гимназијата, како едно од првите училишта во општината кое се бори за добивање на еко статус, доби и преса за пластични шишиња, донација од Асоциацијата Петра. Училиштата ќе подпишат договор со фирмите кои што се лиценцирани и имаат право да управуваат со отпадот, за таа намена ќе добиваат одредена финансиска сума која што понатаму ќе ја употребуваат за своји еколошки програми и проекти. Инаку во саботната акција, покрај селекцијата на отпад се чистеше и булеварот Маршал Тито како и коритото на Виничка река, а главните актери во чистењето на отпадот беа вработените од јавното комунално претпријатие, како и лицата ангажирани во проектот